Моментално најбарани се пумпите, затоа што има многу објекти потопени со вода, се бараат пумпи, се бараат градежни машини да се расчистат природите, да се расчистат и дворови, се бараат неека се бара и храна кој што има, се бара неека некои места од некои места да се евакуираат. Имаме побарување, че ми моментално ни побарува еден чамец кој треба некои лица кои се уште нема достап. Мене ми се вале ми се јави и исто еден човек кој нема ни храна, ништо, одсече не можеше и он побараме да се евакуира, да се измести. Има разни побарувања во зависност од како е загрозено населението, такви побарувања. Дирекцијата издегува на терен, мислам е пуштена механизација од дирекцијата, пуштени се пумпи, имаме помош дојдено, моментално е стигната од Бугарија помош. Каде се очекува да дојде се помош? Каква помош повикавте? Помош фактички нас ни требаат пумпи, највише пумпи. За побарување на пумпи сега имаме и 300 пумпи, и 300 пумпи ќе бидат уклучени одеднаш. Многу е побарување за пумпите затоа што многу објекти се под вода. Се уште има, можевме да видиме особено во Смилковци, дека се уште има куќи кои што се речиси до коленици со вода преполни. Министерот Чавков, кој што не водеше низ овие 3 места, рече додека не успе се уште да стигне механизацијата од едно до друго место, ги групираше армијата, единиците за брзо распоредување, но и ги повика граѓаните. Како да чистат? Како се организиравте? Па гледај, министерот Чавков заедно ние беме таму со министерот, ние определиме од 3 ресурси фактички од полицијата, од одбраната и од дирекцијата да се посвоени да се пуштат екипи кои ќе делуваат на терен со лопати, колку што може со лопати да се расчистува, биќе доста, че овде ќе имаме доста тиња. Тињата е многу лоша, дури доста куќи се со тиња и улиците се со тиња, така да таа мора со лопати, не може другачие, или да се донесе само една механизација, еден утоваривач, да се со лопати се црпи за да се одвези, инаку другачие не може тињата да се исчисти. Господин Јовановски, вие сте во дирекцијата за заштита и спасување во одделот за справување со поплави, со вакви елементарни непогоди. Што мислите? Која е вашата проценка? Колку време ни е потребно да се справиме со ова, со оглед на тоа дека многу помош веќе повикавме и од другите соседни држави? Па гледај, овдека ќе има обимна работата, затоа што скоро сите овие населени места што ги зафатија, сите имаат штети, има тука покрај што имаат куќите, има штети, има и земјоделското, мислам, земјоделското ставено е на страна, сега се иде спасување на луѓето и куќите, па потоа ќе се преземе да се спасува, да се етапно се работи, па исто комуникациите се оштетени, патиштата се оштетени, така да ќе се работи на сите полиња, преземени да се работи на сите полиња за отстранување на штетите.